Почитувани, добре дојдовте во новата дискусија Јасно и гласно на Радио МОВ. Во една перманентна атмосфера на партиски препукувања и несуштински дискусии. Истражувањата на јавното мислење со години наназад покажуваат дека младите прво немаат висока доверба во собранието како институција и второ не се заинтересирани да ја следат работата на нивните избраници. Уште помалку пак да се вклучат во работата на законодавниот дом со своји предлози или иницијативи. Кои се причините за оваа состојба, што е она што ги одбива младите од домот на демократијата? И дали младите во собранието се само декор или се трудат да направат доволно промени за да се промени овој лош имидж? На овие теми денеска разговараме со дел од најмладите пратеници во овој собраниски состав. Со нас се Моника Зајкова, пратеничка од Либерално-демократската партија, и Јован Јаулевски, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ. Морам да кажам дека поканет беше и пратеникот од СДСМ Дарко Каевски, но поради други обврски не извести дека нема да може да се вклучи во денешнава дискусија. Зајкова, би сакал да започнам од вас и од најактуелното. Последниве месеци собранието е блокирано, а ние како граѓани сме сведоци на разни обвинувања, расправања и наетења од страна на пратениците. Како вие како млади пратеници го доживувате сево ова? И дали може би имате некои свежи предлози за тоа како би се надминала оваа ситуација? Како би се дошло до некаков излез? Пред себе благодарам на поканата. Точно, собранието долго време беше блокирано, што поради болни пратеници, што поради не знам какви превирања. Меѓутоа, јас и во една дебата, односно во една емисија, споменав дека веќе е доста на вистина и дека има прашања каде што не може да тераме политика. Во конкретниот случај се работеше за блокада на петиот сет на економски мерки, кои што на вистина им значеа на граѓаните и стопанството. Јас лично имам своји роднини кои што биле испуштани од работа, затоа што го чекале овој пакет на мерки нивните газди за да ги вратат назад, односно пакетот кој што конкретно се однесуваше на платите. Јас мислам да кажав, дајте луѓе, има теми каде што можеби идеолошки различно ќе ги гледаме нештата, можеби ќе се препукуваме на база на дневна политика, меѓутоа има теми кои што граѓаните ги чекаат од нас, не може да си дозволиме ние да блокираме нешто заради некои си теснопартиски интереси. Треба овој дом веќе да се ослободи и да креира политики, а не политики во интерес на граѓаните, а не секојдневни политики, затоа што јас лично како пратеник кажав и повторно кажам дека сакам да имам доблест и одговорно да ги погледнам граѓаните во очи и да им кажам да, за вас работиме, а не да им кажам ама чекајте сега овој поднал толку амандмани. Луѓето не ги интересира што ние правиме, луѓето ги интересираат конкретни решенија што ние ќе ги дистрибуираме до нив. И за среќа, на крајот пакетот мерки беше изгласан и со поддршка од страна на опозицијата, што е некаков символ дека кога се граѓаните во прашање можеме на крајот од денот да се обединиме и да излеземе со конкретни решенија, што не било секогаш така и не било секогаш така кога се работело во интерес на младите, иако имало и младински прашања каде што конкретно преку клубот кој што го води мојот колега Јован, сме седнувале на маса и сме ги дебатирале проблемите. Јаулевски? Благодарам. Па како гледам јас на блокирањето на собранието, вие самиот одговор го дадовте во вашето прашање, најверојатно тоа е поради големата политичка поларизација во Република Македонија. Конкретно за последниот случај, петиот сет пакет на мерки, ВМРО-ДПМНЕ како пратеничка група постојано дава поддршка и на претходните пакети и нови пакети. На крај имене ми е мило што сите заеднички кога е во прашање интересот на граѓаните, на стопанствениците, едногласно го изгласавме петиот сет мерки, учествувавме и со конструктивни амандмани кои што за жал не беа прифатени, но тоа не е тема во оваа емисија, не сакам да навлегувам дополнително. Јас како млад пратеник, прв пат сум пратеник во ова собрание и навистина, без разлика и на последниот случај, навистина е оттежнато да се функционира во собрание кое што не е функционално. Ние цел месец февруар имавме само една седница и навистина е тешко во услови на пандемија, нели пандемијата си го прави своето, да се даде максималниот капацитет на она што треба да значи работа на нас како народни избраници. Зајкова, ако малку
генерализираме, вашите колеги, и не само од овој состав, туку и во минатото, не ги бие баш многу добар глас. Кога ќе се спомене функцијата пратеник, веднаш асоциацијата е на патни трошоци, на блокади на седници, оној упад во собрание и редици скандали наназад. Имаат ли младите во овој собраниски состав капацитет да ја променат оваа перцепција? И како тоа мислите да го направите? Или го правите во моментов? Видете, точно е дека имиџот на собранието е нарушен ради низа прашања кои што самиот ги напоменавте. Меѓутоа, секогаш ако се бориме со политики, можеме и да го вратиме тој имидж. Ние конкретно сме, да го споменам, сме разговарале преку клубот за младински прашања на тема матура, каде што ги седнавме сите заедно на маса и ги сослушавме нивните мислења и најдовме конкретни, можеби не посакуваните решенија, меѓутоа компромисни решенија. Седнавме на маса, отворивме темата за ментално здравје кај младите, колку се одразува и пандемијата врз нивното психолошко здравје. Сега сме на некои заклучоци каде што заеднички со колегите од опозицијата припремаме измени на законот за ментално здравје, можеби подготовка на нов закон за психотерапија. Во минатиот состав покажавме добре заеднички, го изгласавме законот за субвенциониран студентски оброк, кој сега повторно се враќа на теме каде што се надевам дека нема да се наруши тој концепт на едногласност. Значи младите кога сакаат можат да се обединат по одредени прашања и можат да покажат една поинаква слика за собранието. Ние нормално дека имаме и различни идеолошки ставови по други прашања, меѓутоа кога се работи за нешто што суштински на засега сите, тогаш имаме отвореност за диалог. Особено со колегите од овој состав, јас мислам како функционирал минатиот, меѓутоа со колегите од овој состав, кои што се дел од клубот на млади, ние во многу наврати сме покажале единство и сме покажале спремност за компромиси без оглед на политичките идеологии на кои што припаѓаме. Имаме говорница каде што имаме различни ставови и можеме тоа на многу пофин и покултурен начин да го искажеме без да се напаѓаме на лична основа или да генерализираме кој како и што бил во минатото, затоа што никој од нас лично не учествувал во никакви процеси за да се ние генерално збориме или се препукуваме на теми кои што стварно не нас засегаат како млади. Јаулевски би продолжил во овој контекст квалитетот на дискусиите во собранието со години наназад беше, ајде да не кажам прелош збор, но беа поразителни. И иако од младите се очекува некоја новина, барем првите неколку месеци од овој последен мандат не видовме нешто прилично различно од ова до сега. Зошто квалитетот на дискусијата е на олку ниско ниво? Видете, тоа можеби е проблем кој што 30 години се провлекува во Република Македонија. Самата политичка поларизираност придонесува кога не се разговара со аргументите да се спушта дискусијата дури на лични дисквалификации, што мене лично не ми се допаѓа, но за жал тоа е веќе едно ниво на општа политичка култура во нашата држава. Како да го смениме? Тоа е главното прашање. Треба да се стремиме да развиеме свест на поголема политичка култура, без разлика на нашите различни идеолошки ставови, како што кажа и мојата колешка Моника, ние треба да се обединиме кон она што значи интерес за сите граѓани на Република Македонија и она што значи интерес за сите млади, како што тоа впрочем го направивме нели и со средношколците, кога на иста маса ги седнавме представниците од Министерството и представниците на средношколците, што како клуб за млади одигравме нашата улога да воспоставиме диалог и да се изнајдат решение. Тука исто би го споменал и законот за субвенциониран студентски оброк кој што го инициира мојата колешка Моника во минатиот мандат и едногласно се изгласа. Тој на вистина се работеше на него, сите млади работеа, сите политички подмладоци, пратенички групи, на вистина во него се разработи еден добар концепт по примерот на Словенија, кој што обезбедува во оваа пандемија и помош и за угостителите, помош и за рестораните и квалитетна и здрава исхрана за студентите, и се надевам исто и јас како пратеник дека тој концепт нема да се наруши, затоа што последно сега видов дека се инициират некои измени со кои што се нарушува концептот. Така да во иднина ние треба да се стремиме оптимално за оние прашања кои што може да најдеме заеднички јазик, за кои што може да изградиме консензус, се во интерес
на сите млади тоа да го правиме, без разлика дали во клубот на млади, дали како пратенички групи, дали политички, ќе дојде иницијалната каписла од политичките подмладоци, затоа што тоа е она што ние ќе го оставиме зад себе како млади пратеници. Другото е све надпревар на аргументи и на факти. Иначе, Даниел, извини, значи можеме да го смениме многу едноставно. Ако секој лично од нас почне да води конструктивна дискусија базирана на аргументи, да го искаже својот став. Секогаш нели дебатата се состои од аргументи, контрааргумент. Не мора да содржи никаков апсолутно личен напад, туку може тоа да биде многу пофино спакувано. Ние ги гледаме анкетите дека нивото на дебата во собранието е буквално ужасна. Меѓутоа, ако никој не појдеме од себе да го коригираме тоа, значи кога имате вие културна дебата, дури луѓето мислат дека вие меѓу нив сега се пријатели, па си комуницираат. Луѓето како да се навикнати само да гледаат напади, кој да не им е својствено кога имате вие културна дебата. И често мене ми се случува, ти многу беше мека, требаше вака да му кажеш. Јас едноставно не ми е мене својствено како либерал-демократ да одам на такви ниски, не знам, да употребам таква ниска реторика или зборови. Секој од нас треба да се труди колку што може да го одржува на едно културно, професионално ниво излагањето во собраниските дискусии. Зајкова овде би продолжил со вас. Една од причините веројатно за незаинтересираноста на младите за работата на вас и на собранието во целина е и поради тоа што собранието, барем според мој впечаток, буквално како да не постои во онлайн просторот каде што се наоѓаат младите. Освен некои протоколарни соопштенија, некакви известувања за дневни редови и слично, граѓаните тешко можат да се информираат што на суштински се дискутира и се дебатира во законодавниот дом. Например, интернет страницата на собрание, каде што директен пренос на собранието може да се следи само преку Интернет Експлорер, кој што веќе не се ни користи никаде во свет. Значи, дали очекуваме дека младите, не знам, треба да седат дома и да гледаат собраниски канал за да се заинтересираат за работата на пратениците? Како ова да се смени? Ова особено ве прашувам вас како млади, бидејќи претпоставувам го знаете значењето на интернетот и онлайн просторот денес. Така, собранието си користи традиционални методи, иако се напредува. Вие порано немаше видеозаписи, сега има видеозаписи на собранискиот сајт, дури од комисиите. Третиот канал кој што мора да се гледаат преку Интернет Експлорер. Точно, и сето не би навлегувала, тоа е едноставно работа на службите во собранието кои што процениле дека треба да одат од тоа. Меѓутоа ние, јас конкретно како млада личност на мојата Facebook страница секогаш објавам дали во форма на видео, дали во форма на известување се што се случува во собранието и што би можело да ги интересира луѓето кои што ме следат. Проблемот е малце што луѓето не се уште доволно не познаваат, а тоа си го направи и пандемијата, затоа што ние не можеме да имаме непосредни средби со граѓаните дури ни од нашата изборна единица и сето тоа се одвива многу отежнато. Затоа и највеќе го користам пејџот за да допрам до тие луѓе кои што лично ме познаваат и кои што следат мојата работа. Се надевам дека пандемијата побрзо ќе помине, па ќе можеме преку непосредни разговори, канцеларии кои што би ги имале да остваруваме контакт со нашите граѓани. Со младинските организации се трудиме тоа да го направиме преку клубот на млади, најчесто преку такви средби во поголеми простори, за да пак воспоставиме некоја врска и не почувствуваат поблиски, за да може да ни се обратат и да достават до нас предлози. Сега знаете како малце кај нас и матрицата е таква да младите луѓе се више заситени од се што се случуваше целиот изминат период. Ние сме генерација од 91 година сум јас и цело мое детство и адолесценција и развој ги помина во еден ист систем каде што ништо не се менува и се стои во место како да изгубија желбата да пратат политика. Дополнително на тоа е нивото на култура на собраниската говорница за која што претходно зборувавме. За да младите не следат, ние треба да продуцираме некакви
општо и луѓето да не следат. Треба да продуцираме некакви политики кои што нивке им значат, па ќе речат чекај да видам што конкретно ќе добиам од ова што го збори Моника или Јован или Дарко или било кој од нас таму. Јаулевски, како вие практично ги вклучувате младите со нивните идеи во вашите активности во собранието? Како можат да се обратат младите до пратениците? Настрана од оние печати, архиви, документи низ архивите на институциите, функционираат ли воопшто оние сервиси, постави прашања до пратеник, мејлови, поднес иницијатива преку официјалниот сајт и слично? Како оди оваа комуникација? Даниел, тие сите работи тие постојат, но за жал можам да кажам дека нема никаква искористеност. Постојат на сајтот, постои имејлот, постои и постави прашање, но за жал нема никаква искористеност. Ние како млади луѓе генерално навистина е отежнато да се функционира во услови на пандемија. Да кажеме, јас 1 месец прележав ковид, мојата колешка прележа ковид, Дарко колегата прележа ковид. Нефункционално собрание имаме, се обидуваме, општо мојот личен впечаток исто така е дека, да се навратам на оно што претходно го зборувавме, дека и на традиционалните медиуми проблемите на младите се многу малку застапени. Ја впрочем и да не гледам дебати и дискусии во кои се опатени проблемите на младите, во кои има дебатни емисии посветени на младите, за жал тоа не го гледам. И од тука и самата вклученост на младите во решавањето на проблемите на локално и на национално ниво, кој исклучително ниско, впрочем и едно ваше истражување од Младинскиот образовен форум, мислам дека се движеше кај средношколците околу 14%, кај студентите исто околу 15%, укажува на тоа да е предуслов да младите општо нема доверба во институциите на системот, во своите локални заедници, во законодавниот дом, не само младите и општо граѓаните нема доверба во законодавниот дом, и сето тоа придонесува за една поголема апатичност и незаинтересираност кон политика. Ние сме отворени за секој ден, одржуваме контакти со младинските организации, одржуваме контакти со политичките подмладоци во организација преку наши подржувачи, Вестминстер фондацијата, Конрад Аденауер, сме имале неколку пати панел дискусии со младинските организации. Гледаме навистина на секој начин да допреме, да прибереме предлози, но во моменталното функционирање на собранието навистина е тешко да се даде својот максимум и да се работи онака како што треба да се работи. Самата пандемија, да кажам, си го прави своето. Зајкова, што е со оние некои неформални средства преку кои што граѓаните можат да действуваат, да издействуваат некои промени? Например, сега е актуелно, граѓани собираат потписи за урбанистичките планови во центар. Претходно сме имали исто такви некакви петиции или некакви интернет, онлайн повици за некаква активност. Каде се тука пратениците, особено вие младите пратеници, за да се вклучите во цела ова дискусија за тоа што е актуелно во моментот, бидејќи граѓаните веројатно тоа го очекуваат да го слушаат во собранието, да се зборува за некои работи кои што во денот се интересни и актуелни. Уставно гарантирано е вие да соберете потписи, да поднесете граѓанска иницијатива до собранието, а наша задача е да ја дебатираме истата на комисија или на пленарна седница и да ја усвоиме или не ја усвоиме секој со своите аргументи. Не, ова зборувам, например, за овие интернет петиции што се прават, например. Тие во собранието никаде не функционираат како... Да, дори до нас се обраќаат и луѓе со конкретни иницијативи кои што ние седнуваме, ги разгледуваме и имаме можности како пратеници да ги преточиме во закон. Меѓутоа, не секогаш значи дека одредена иницијатива според нашите убедувања е добра или е недобра. Затоа треба истата кога ќе стигнат граѓани, јас конкретно разгледувам и секогаш се трудам да излезам во пресрет на тие иницијативи. Нормално дека ги пратим иницијативите, можеме да дебатираме во секое време,
Како што кажа Јован, нас многу ни е лимитиран просторот на дебата за да ние конкретно разговараме на проблемите. Јас во собрание не можам да зборувам за урбанистичките планови доколку не стигна точка на дневен ред за урбанистички планови. Меѓутоа можам да преку ресурсите кои што ми ги нудат социјалните мрежи да говорам отворено на оваа тема. Дали сум за, против, кои ми се аргументите за едното или другото. Сега точно е дека малце послабо ги користиме овие алатки, дека сега фокусот е насочен само кон она што се случува во собранието, имаме многу помалце време, но еве ова нека ни биде како еден мотив за повеќе да се ангажираме во однос на тоа што се случува на интернет просторот, да го пратиме и нормално да ги слушаме граѓаните во таа онлайн комуникација, да им излеземе и ние во пресред. Секој кој што има одредена иницијатива смета дека треба да не вклучи, може слободно исто и така да не контактира, а ова нека ни биде и на двајцата како еден апел за само иницијативност да се погрижиме повеќе околу вклучување во тој онлайн простор. Јаулески, ме интересира и вашиот став по ова прашање. Зошто еве овие актуелни теми некако не се доволно застапени во дебатата во собранието, наспроти некои работи кои што се овие партиски препукувања, тој е крив, ово е крив, што да се прави, како да се прави, кога граѓаните се соочуваат со реални проблеми во секојдневието за кои и медиуми пишуваат и социјалните мрежи вријат на тие теми, а во собранието се зборува за нешто сосема трето. Веројатно тука лежи дел од проблемот зошто граѓаните не се заинтересирани или не ја ценат доволно оваа институција. Па може би да, најчесто и пратениците работат под политичка директива. Во собранието може би и тоа е една од причините. Поради тоа, знаете, собранието на Република Македонија работи согласно деловникот. И како што кажа и мојата колешка, ние не можеме да дискутираме за нешто што не е точка на дневен ред. Сепак тоа го одредува претседателот на собранието, тоа го одредуваат службите во собранието, што ќе биде и како ќе биде на дневен ред, но она што ние можеме да го преземеме преку нашите алатки е да дискутираме по точките на дневен ред или во комисиите кога тоа прашање ќе се стави на дневен ред. Но без разлика на тоа што се случува во парламентот, јас како пратеник максимално ги користам социјалните мрежи, многу често изразувам своји ставови по актуелни прашања и на мојата фан страна, затоа што тоа ми е најверојатно и единствениот простор во овој момент како јас можам да допрам до граѓаните и до младите. И како што ви кажав, за овие актуелни теми многу често изразувам свој став и своје мислење и на социјалните мрежи, настрана од партиските ставови, настрана од она што се случува во собранието, и се согласувам. Јас немам можеби преголемо искуство како пратеник, еве веќе 7-8 месеци сум пратеник, но се сеќавам дека на почетокот, кога беше актуелен спорот со Бугарија, нели се закажа комисија за надворешна политика во собрание, каде што ќе треба да се даде нели образложение од министерот од министерот за надворешни работи, што се случува со договорот од Бугарија, и видовме дека во два наврати на закажана комисија на поканет надлежните представници не дојдоа да дадат образложение пред представниците, со што всушност и самата уставна поделба на законодавна и извршна власт, законодавната нели треба да ја контролира извршната власт, е дерогирана во собранието поради овие причини. Ова го дадов како еден пример, не сакав политички да поентирам, но ова е еден пример како и за другите прашања, кога се нема политичка волја, едноставно не се постапува и не се дискутира за одредени важни и битни теми во собранието на Република Македонија. Зајкова, еве и вас да ве прашам, спомена Јаулески дека пратениците се некако под влијание на партиите и на овде во еве на пример пратениците од мнозинството под извршната власт некако како да се подредени. Ме интересира дали вие еве како пратеници имате слобода да дејствувате надвор од оние координации помеѓу партиите, помеѓу мнозинствата и коалициите. И еве на пример едно логично прашање, кога веќе го споменуваме овој дневен ред, зошто на пример во овој состав на собранието не можат 10 пратеници млади, 15 млади пратеници да се соберат и да се обединат нешто што денеска е актуелно за младите да го направат топ тема на денот во собранието. Зошто е тоа толку тешко?
Зошто е толку тешко? Затоа што јас лично немам проблем да седнам и да разговарам и тоа сите го знаат од колегите. Затоа што можеби дел од младите чувствуваат притисок некаков од нивните не партино идеолошки матрици и не се совпаѓаат ставовите, па не може да се обединиме кон конкретно прашање. Дали имам некаков притисок јас лично како пратеник во однос на тоа како ќе действувам, апсолутно немам. Можеби за тоа што доаѓам од политичка партија која е коалиционен партнер, па нормално јас гледам идеологиите и на мојата партија, иако од мојата партија никогаш не сум добила координати како треба по одредено прашање да гласам или не. Ние може да го дискутираме тоа прашање и да ги кажеме ставовите, но сепак на крајот од денот одговорноста за дадениот глас е моја лично. Не може да биде на друг. Така што апсолутно не чувствувам притисок, ниту па некој ми извршил притисок за тоа како по одредено прашање ќе постапувам, затоа што во многу наврати во собранието се покажало дека постапувам некако како мнозинството. Имало точки кои што мнозинството ги гласало за, меѓутоа јас сум ги гласала против или воздржано. Имало прашања каде што можеби поинаков бил ставот на владата. Еве конкретно пак ќе го спомнам ставот со матурантите. Владата имаше сосема поинаков став по однос на тоа прашање. Меѓутоа ние не застанавме тука. Тука покажавме обединетост како млади луѓе дека можеме да актуализираме темата и да ја однесеме до крај и да ја притиснеме владата. Ако секогаш така постапуваме по точки кои што имаме став дека се интересот на граѓаните е таков, тогаш многу поинаку ќе се развиваат нештата во собранието. Еве околу ова конкретно, например, вие што сте во клубот на млади пратеници, зошто не можете да застанете зад некои теми заеднички кои што би ги буткале во собранието на пленарна седница? Не, можете, но зошто не? Сме застанувале и сме ги буткале на пленарна седница. И сега ние преку клубот можеме да пишеме допис дека бараме поитна постапка да се стави таа и таа точка. Меѓутоа и во клубот внатре треба да има обединетост дека сите застануваме позади тоа. Ако еден или двајца имаат резерва кон однос на тоа што го правиме, тогаш пропаѓа целата идеја, тогаш знаете како е. Еве, овај состав на клубот доминираат пратениците помлади кои што се од опозицијата. И сега, ако било кој од нас поинаку постапи, тогаш е намета на удари. Не е проблем тоа, ние ќе го издржиме ако се работи за интересот на граѓаните. Меѓутоа, ако застануваме обединето, треба сите да застанеме обединето кон одредена точка. И секогаш може, како што кажа ти, ако се има добра волја и ако се сака да се надмине на партискиот интерес кој што работи во секој од нас. Зашто ние не можеме да криеме, ние сите доаѓаме од различни партии, нормално дека ги браним интересите на тие партии. Меѓутоа, ако сакаме да се обединиме кон одредени прашања и да ги гледаме пошироките интереси, секогаш можеме, само треба стварно волја и големина да се покаже во тој случај. Да, јасно. Предпоставувам дека ако, не знам, денеска тема на денот е дека нема грејење во некој студентски дом или дека, не знам, нема гориво за грејење во одредена објект каде што живеат млади луѓе, предпоставувам дека тоа не е некакво партиски поделено прашање, дека може да се застани да се рече дајте да го решиме ова прашање денес. Апсолутно можеме, тогаш апсолутно по итна постапка можеме да побараме, ако не закон, тогаш информација зошто е тоа така што се случува. И тука нема веќе никаков интерес, тука е пред се интересот на студентите, на младите, на граѓаните. Секогаш може. Јаулевски, еве еден конкретен закон кој што беше донесен не од вас, туку од претходниот собраниски состав, тоа е законот за млади, кој што еве последните теми кои што ги истражувавме покажува дека многу малку функционира на терен, односно има проблем во имплементацијата. Што вие како пратеници еве сега можете да направите во случаи кога институциите еве не ги извршуваат законите кои што вашата институција и вие ги имате донесена? Фала ти, Даниел. Најнапред да напоменам дека во законот за младинско учество и младински политики во тој момент учествував од позиција претседател на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН и впрочем низ многу бројни работни застаноци на подмладоците, младинските организации
под покровителство на ОПСЕ, Охридскиот институт и слично, постигнавме на вистина законско решение кое што представува основа за младите да бидат вклучени во процесот на носење на одлуки. Јас лично сум разочаран од неговата имплементација и од ова место би апелирал до надлежните институции, посебно до Агенцијата за млади и спорт, што поажурно да се запати со имплементација на законот. Би напоменал само дека законот предвидува отварање на младински канцелари во сите општини, формирање на младински совети во сите општини, од државните и локалните институции назначување на службеник за млади. Понатака треба да се формира истражувачки центар за млади под покровителство на Агенцијата за млади и спорт. Треба до јули, мислам дека беше рокот да се изготви националната стратегија за млади, зашто уште не гледам некоја иницијална каписла дека се работи. Сето тоа се прашања, треба да се формира националниот совет на млади како едно централно тело, така да кога сите овие работи би биле формирани, во дел од општините почнат процесот, но кога сите овие работи биле имплементирани од закон што ги предвидува законот, младите полесно ќе учествуваат во решавањето на проблемите и во локалните заедници и на национално ниво, ќе бидат вклучени во процесот на носење на одлуки, ќе ги истакнуваат своите проблеми пред надлежните институции од каде што доаѓаат и ќе можат да вршат поголем притисок за нивно решавање. Ние во идниот период ќе иницираме средби со надлежните институции кои што треба да го имплементираат законот. Знаете, ние како законодавци сме го донеле законот и тоа не се работи за дали сака или дали не сака некој да го имплементира, тој закон мора да се имплементира. И ги повикувам и сите младински организации, па и политички подмладоци, и сите форми на младинско организирање да вршат што поголем притисок кон институциите за ова законско решение побрзо да го види светлото на денот, затоа што ова е во интерес на сите млади на Република Македонија. Би сакал само еден мал коментар, ќе ми дозволите да искоментирам и за претходното прашање. Како клуб на млади пратеници убеден сум дека можеме да најдеме прашања од заеднички интерес, впрочем како тоа што се најде во минатото за законот за младинско учество и младински политики, како што успеавме да седнеме заедно со средношколците и да се воспостави диалог помеѓу институциите и средношколците, можеме да најдеме апсолутно заеднички јазик за многу прашања кои што ги засегаат младите. Јас впрочем како пратеник тоа и сум го правел во ова неколку месечно мое делување како пратеник во законот за студентски стандард, законот за ученички стандард. Индивидуално сум поднесувал амандмани за подобрување на предлог законскиот текст. За жал, тие амандмани не ми беа прифатени, но дадов една конструктивна улога во насока на унапредување и поддршка на закон кој што бил поднесен од мнозинството, ама бил во интерес на студентите и учениците. И тука немам никакви дилеми дека без разлика од кого е поднесен законот, кога се работи за доброто на студентите, кога се работи за доброто на младите, дека истото треба да го поддржиме, дека истото треба да го подобриме. Така да во наредниот период мора поактивно да се изврши притисок кон институциите за законот за младинско учество и младински политики да го види светлото на денот. Даниел, само да додадам, извини, значи ние можеме исто така по однос на ова прашање, конкретно имплементацијата на законот за млади, да организираме некој вид на надзорна расправа, затоа што клубот не е формално тело, меѓутоа може да ги повика надлежните институции и да ги праша до каде законот и зошто не е. Можеме да иницираме и конкретно дебата, можеби да размислиме како иницијатива до Министерството за финансии, буџетот кој што е во тој закон, да знаеме каде се наоѓа, да не се оградуваат институциите дека тие 0,3% се во МОН или во Министерство за труд или се во агенцијата, затоа што конкретно не е дефинирано кој орган ги располага. Но може при проектирање на буџетот да знаеме дека буџетот за млади, тоа со ставка млади, си стои таму, а не под ставка не знам какви трансфери. Значи можеме да го покренеме ова прашање на повисоко ниво. Можеме и преку пратеничките прашања исто така да го вклучиме ова прашање. Тука ми беше идејата, затоа цело време зборувам за младински прашања, каде што младите и младинските организации ќе може да дојдат во парламентот и да директно да постават институтот на пратенички прашања до надлежните институции, до каде се политиките за млади. Значи имаме институти и механизми, само што се случува сплет на околности и со пандемијата кои што досега не сме ги искористиле, но во идниот период се планира да ги искористиме и сме ги дискутирале
да бидат искористени. На самиот крај, по 30-45 секунди, Јаулевски па Зајкова, што е тоа најприоритетно за младите на кое што еве вие лично и вашите партии позади и коалиции ќе работат во следниот период? Интересира. Кратко само и завршуваме. Лично поголема вклученост на младите во процесот на носење одлуки, имплементација на сите овие законски решенија кои што ги сретнавме, затоа што сите ги знаеме проблемите со кои што се соочуваат младите. Младинската невработеност, младинскиот стандард, квалитетот на живот, одливот на мозеци, тоа се оние иселувањето на младите, тоа се 5 прашања преку кои што ние мора да креираме политики за да го подобриме и унапредиме животот на младите луѓе во Република Македонија. Навистина е тешко во услови на пандемија кога и економијата се соочува со рецесија, но ние мора да го дадеме максимумот за што поголема видливост на младите, што погласно се слушне гласот и тука би искористил и би апелирал и до младинските организации, би апелирал и до политичките помладоци да се борат и внатре во рамки на своите партии, прашањата на младите да бидат застапени во нивните политички програми, се со цел да го подигнеме на едно повисоко ниво прашањето и проблемите на младите на младите луѓе, за да може да се решаваат преку институциите на системот, без разлика преку која институција. Зајкова, и завршуваме. Јас искрено би почнала од себе и би работела пред се на тоа да преку примерот сопствен да вратам довербата на младите во институциите и нормално преку политичките партии да ги слушнеме младите и заеднички да креираме програми и политики кои што ќе го подобрат нивниот животен стандард тука и кои што ќе гледаат кај младиот човек доверба во системот, а не доверба во некој систем во странските држави. Ви благодарам на двајцата за вашата дискусија и за ова гостување. На гледачите им благодарам за вниманието со кое што не следеа. До следниот пат, поздрав!